Разговараме со директорот на јавната здравствена установа Гоце Делчев, примариус доктор Марија Глигоровска, со која ќе поразговараме на темата специјализации. Минатата година имаше потреба од луѓе кои требаше да отидат на специјализација поради недостиг. Сега тоа се случи. Да кажеме конкретно од која област е тоа? Значи, во здравствен дом во Делчево и Македонска Каменица моментално и задоволуваме ги потребите со специјалисти, меѓутоа возрастната граница е многу висока. Имаме само еден помлад специјалист, другите се сите од 50 до 60 години, од 60 години до 67 години, така да се укажа итна потреба за некои специјалности. И ние минатата година, 2018 година, добивме специјализација по интерна медицина и веќе го пративме колегата на специјализација. Оваа година добивме две специјализации, интерна медицина и неврологија. За интерна медицина одредивме докторка од Македонска Каменица, бидејќи многу е запоставена Македонска Каменица, па така се потрудивме малку од малку да задоволиме потребите, барем интернистот, и знаете, старосната граница и на населението ни е многу висока, така да се укажува повеќе потреба за тие гранки специјалности, нервно, интерна медицина и неврологија за Делчево. Меѓутоа, поради недостаток на доктори по општа медицина, тие двата доктора ќе одат во вториот семестар во март месец. Иначе, можам да кажам за 20-та година, дека ни е планирана специјализација по ортопедија, заради тоа што исто така има многу голем интерес за специјалист по ортопедија, па дури урологија, меѓутоа ние како мал здравен дом не можеме да издржаваме толку многу специјализанти, бидејќи специјализациите и коштаат, тие се на сметка на здравствен дом. Ние веќе имаме со 4 специјализанти и сега тие 20 што ќе одат и до година уште практично тројца ќе бидат, така да тоа ќе биде голем терет на здравен дом, меѓутоа мора да ги пратиме затоа што остануваме без специјалисти, а населението до сега беше навистина, Делчево беше еден центар тука во Источна Македонија со сите специјалности, беше здравствениот дом обслужуваше населението, и сега после како времето поминува, на место да имаме подобра здравствена заштита, ќе се вратиме 30 години уназад. Заради тоа ќе се потрудиме до година тие 3 специјалности да одат уште. Како што реков, ортопедијата ќе ја замениме со нервно, бидејќи за Македонска Каменица, бидејќи ние сега ќе склучиме договор со клиничка болница Штип и ортопед 2 пати, па дури ќе се потрудиме и 3 пати месечно да доаѓа и ќе ги задоволува потребите на населението, заради тоа што таа е гранка оперативна, можеби навистина и нема потреба да се инсистира на специјалист кој што нема да биде доволно искористен во Делчево. Така да во разговори со Министерството, со државниот секретар, на стручен колегиум, одлучивме таа специјалност, иако ние ја побаравме да ја замениме со нервно, така да за Македонска Каменица за 20-та година ќе имаме неврологија, така да и за Делчево нов специјализант неврологија, и мислам дека за почеток, барем тие 2 години, додека јас ја го преземав управувањето со здравен дом, нешто направивме во таа смисла. Иначе до сега и така доаѓаше ортопед и уролог, меѓутоа ние немаме таква дејност и заради тоа ја прекинавме соработката по налог на Министерството, меѓутоа сега се донесе закон, се олеснува тоа и веќе сме во преговори и правните обврски ги завршуваме и се надевам дека барем од 15 ќе почнеме да работиме со уролог и ортопед кои што со години доаѓаат тука, и мислам дека и населението беше задоволно тоа и потребите се ги задоволуваа со нивното доаѓање. Можеме само да го зголемиме во зависност од тоа колку они се слободни,
нивното доаѓање да биде на место еднаш, да доаѓа 2 пати, па и 3 пати во месецот. Кажавме, значи, дел од плановите за 2020, на технички план 2019 беше доста успешна, барем според оно што можевме да го видиме. Имавме посета на јапонски амбасадор, некои други донации. Како ќе оцениме еве пуштелен месец? Па имавме доста донации, имавме и од шведската влада, со помошта на градоначалникот на општина Делчево. Макар што дел од таа донација беше многу гломазна, не беше баш се за здравен дом, така да ние малку се претворивме во центар за социјални грижи, затоа што моравме, ги примивме, имавме над 60 колички за инвалиди, па дури и електрични, и тие сите колички, можам да кажам дека до сега ги разделивме со реверс на наши сограѓани. На тој начин помогнавме и на Фондот за здравство, на нас си помогнавме, на самото население. Малку ни беше напорно, меѓутоа го направивме тоа, исто така многу и кревети на наши луѓе кои што им се потребни медицински, за да може да се подигнат, да си го малку олеснат својот живот. Во Македонска каменица дел од тоа однесовме, ние знаете дека сме еден здравствен дом во двете општини. Потоа знаете донацијата од јапонската амбасада. Во Македонска каменица имаме донација која што сега ќе обелодениме. Еве пред време тука комплет парно грејење. Се надевам дека наредниот месец званично ќе го пуштиме, иако работи пробно, има малку проблеми, знаете, парно грејење, притисок вода, цистерна нечиста, стара 60 години, не е исчистена. Меѓутоа, веќе се средува тоа, така да званично ќе го пуштиме. Тоа е една донација од околу 50.000 евра. Не прашавме минатата година, во годините наназад имаше потреба здравниот дом и од одредени вработувања како во администрација, така и технички персонал, како тука стоиме? Па мислам дека релативно добро. Последните 2 години, откако јас сум раководител на здравствен дом, се потрудив да со притисок до Министерство за здравство да ги надополнам недостатоците, особено во брзата помош, каде што немавме возачи. Замислете си, ние екипите се состојат од возач, сестра и доктор, а возачи беа во недостаток затоа што двајца не напуштија, двајца отидоа во пензија. Дури во Македонска каменица не ни беа планирани, брзата помош беше само со двајца возачи. Меѓутоа Министерството не излезе во соработка, во пресред, така да имаме дозвола за 6 возачи, ги примивме, и недостаток имавме на хигиеничари. Хигиеничарите одеа во пензија, во Делчево останавме со 2 хигиеничари, сега ги надополнивме. Недостатокот од медицински сестри исто така, затоа што доста медицински сестри не напуштија со одење во странство, за пензионирање, иако не отворивме некој нов одел, меѓутоа недостатокот мораше да се надополни затоа што старосната граница и на медицинските сестри е висока. Така да во овој период вработив 6 медицински сестри, заедно со Македонска каменица зборувам, 2 лаборанти, 2 радиолошки техничари, 6 возачи, 4 медицински сестри, околу 23 вработувања. Вработивме 1 доктор, имавме конкурс сега за 1 доктор, меѓутоа доктори не се јавија, иако очекувам 2. Во Македонска каменица ќе полагаат државен испит, 1 докторка во декември, 1 во Делчево, и со задоволство чекам да завршат. Имам можност да ги примиме, Министерството излегува во пресред, ќе ги вработиме сигурно во јануар, сега не знам законот дали ќе ни дозволи, потреба имаме многу пред избори, ама мислам дека јануар ќе е слободен, затоа што планираме да ги пратиме на специјализација 2 доктори, така да на нивно место барем 2 сигурно ќе примиме до јануар. Јас сега за сега сум задоволна, и исто така имаше еден јавен повик за патронажни медицински сестри по некоја програма од Министерството за здравство. Кај нас доста се јавија, иако останаа некои навистина, не знам, се потрудивме сите да ги обавестиме. Останаа 2-3 невработени, едно момче немаше државен испит, сега положи,
меѓутоа не успеав да го метнам, само 8 примивме и во другите медицински здравствени домови не се ни јавија ни толку. Кај нас ние имаме доста медицински сестри, нема недостаток. Така да сега имаме 8 медицински сестри договор на дело кои што се по јавен повик на Министерството за здравство и 23 вработувања со решение кои што во нив и администрација. Знаете, администрација многу тешко се прима, а многу отидоа во пензија. Ние имаме благајникот пред неколку години ни почина, правникот отиде пред 6 години во пензија, така да сепак администрација мора да има и статистика, архива. Сега тоа делумно го надополнивме, се надевам дека и во иднина ќе имаме соработка да направиме комплетна администрација како што имаме комплетни тимови со бели мантили. Други активности секојдневни. Период сега на грипот ќе дојде наскоро, како се подготвуваме, дали вакцините се веќе обезбедени? Па да, тоа е задача на Министерството за здравство и центрите за јавно здравје. Веќе имаме најава дека ќе бидат бесплатни како лани што беа за пензионерите. Малку ќе се створи гужва затоа што ние сите сакаме во еден ден, меѓутоа имаме искуство со вакцините. Имаме соработка со центрите за јавно здравје. Во Делчево се створи една навика и кога ги плаќа пензионерите и нашите пациенти вакцините, сите си се вакцинираа, така да можам да кажам дека последните 10 години не сме имале некоја голема епидемија со грип и не сме имале многу проблеми, меѓутоа они веќе се интересираат и се запишуваат да не останат без вакцини и тоа е добро. Телефоните се тука, телевизиите ќе објават и ќе почнеме со вакцини и центрите за јавно здравје ги прават тие вакцини, меѓутоа со наша помош ние им помагаме ако има потреба и се постигнува. Искуство имаме. Благодарам за овој разговор. Се надеваме дека така успешно ќе продолжите во 2020. Благодарам и на вас.